Вечно я сакам Босая своја, Скопје каже ми. Таш Ќуприја. Камениот мост представува една од најзначајните знаменитости на градот Скопје. Приближно 220 метри долг и широк околу 6 метри. Е еден од најзначајните урбани знаменитости на градот. Како што забележал познатиот патеписец Евлија Челеби, бил изграден во втората половина на 15-тиот век за време на владењето на султанот Мехмед II освојувачот, иако постојат одредени индикатори кои велат дека е од поран период, изграден во првата половина на 15-тиот век за време на султан Мурад II. Лидија Кумбараджи Богоевиќ аргументирано и со голема сигурност стои на ставот дека камениот мост го изградила Хума Шах Султан, која била со царско потекло, а живеела и починала во Скопје. Во Скопје имала голем вакаф што го завештала за потребите на училиштето и за вието што го изградила веднаш до мостот. Конструкцијата на мостот лежела на 13 столбови во реката и на два крајбрежни цида. Низ вековите мостот претрпел повеќе оштетувања, од поплавите на Вардар со земјотресите и од други причини. Тоа наложувало и конкретни зафати за негово санирање и обнова. Познато е дека мостот настрадал од големиот земјотрес од 1555-та, кога биле разурнати или тешко оштетени 4 сводови кои подоцна биле направени од дрво. Евлија Челеби запишал дека делови од мостот биле поправени со доброволно работење на народот во 1579-1580 година. Плочите со датумот на изградба што биле поставени на десната и левата страна на столбот, михраб што се наоѓа на средината на мостот, биле извадени од страна на австриските војски кои во 1688 и 1689 го освоиле Скопје. Во 1817 за време на владењето на султан Махмуд II била извршена нова интервенција. Интервенции за одржување на мостот се правени и подоцна. Во време на председателствувањето на Салих Асим со Скопската општина и во време кога Мустафир, управник на Санџак на Скопје, бил Хафиз Мехмед Паша. На сметка на општината разрушениот дел од мостот од темел бил изграден од камен, а сводовите се обложиле со тула. Во 1895-та, кој знае по кој пат, мостот се нашол под ударот на силно надојдените води на реката Вардар, па во 1896-та биле изградени заштитни ѕидови на кејот како една од мерките за регулирање на речниот тек во овој дел. Од една денес изгубена камена плоча, која се до 1963-та се наоѓала на мостот и чишто врежан тест е препишан и така останат сочуван, се дознава дека по повод посетата на султанот Мехмед V Решат во 1909-та било изведено проширување на мостот со помошта на метални конзоли кои носеле тротоар од двете страни на мостот.